Работниците во германскиот автомобилски гигант Volkswagen започнаа протест против предложените намалување на платите и персоналот во компанијата. Аналитичарите сметаат дека ова е знак за длабока криза во огромната германска економија поради високите цени на енергијата, предизвикани од војната во Украина, како и прекинот на испораките на руски газ по настојувањето на Берлин да се префрли на обновлива енергија, затворајќи ја и последната нуклеарна централа минатата година. Работниците велат дека ќе ја продолжат борбата за спас на работните места. In einer Situation, die so schwierig ist, wo das Unternehmen... Тоа е многу тешка ситуација. Компанијата повикува на затварање на неколку погони, масовни отпуштања, во исто време сака да ги испразни джебовите на вработените. Компанијата одби да го коментира тоа бидејќи преговорите се во тек. Индустриските аналитичари велат дека префрлањето кон електрични возила е главен проблем, при што германските производители на автомобили се борат да се надпреваруваат со поевтиниот кинески увоз, дури и откако Европската унија воведе царини за електрични возила од Кина. Високата цена на работната сила во Германија е уште едно големо прашање. Со нашите големи синдикати, како што ги имаме овде во Германија, да бараат зголемување на платите од 7 до 10%. Мислам дека тоа е недостаток на реализам. Треба да остават простор за дишење и на индустријата. Враќањето на новоизбраниот претседател Доналд Трамп во Белата куќа и неговите закани дека ќе воведе царини за увоз на возила е причина за загриженост кај германските производители на автомобили. Но Volkswagen заедно со Mercedes и BMW кои имаат монтажни погони во САД се надева дека тоа ќе ја зајакне нивната преговарачка моќ со новата американска администрација. Германската автомобилска индустрија е многу активна на американскиот пазар. Мислам дека гледајќи го тоа, царините може да бидат нешто што ќе резултира со контраефект. Проблемите во Volkswagen се само еден од симптомите на поголемата криза што избувна во германската политика. Колапсот на германската владина коалиција ја поттикна земјата да распише предвремени избори во февруари поради фрустрациите кои се појавија, послабењето на економијата и резултатите од неодамнешните регионални избори кои укажуваат на победа на екстремната десница.